Правосудство и фундаментални права, или поглавје 23, е првото кое што секоја земја кандидат го отвора и последното кое го затвора, пред официјално да стане дел од европското семејство. Тоа воедно и најново поглавје, а поради неговата комплексност, во 2011 година е донесена стратегија да биде прво задолжително во секои преговори. Давањето приоритет на поглавјето 23 донесе многу критики, дека ЕУ бара повисоки стандарди за идните кандидати, отколку за земјите кои се веќе членки. Но не треба да се заборава дека политиките на Европската Унија во областа на правосудството и фундаменталните права имаат за цел да ја развиваат Унијата како област на слободи, безбедност и правда. Поглавјето 23 е поставено на 4 столба: правосудство, борба против корупцијата, основни права и права на граѓаните на Европската Унија. Елементите на ова поглавје се тесно поврзани со политичките критериуми, кои треба да се исполнат за започнување на преговори. За ова поглавје не постојат цврсти норми кои земјите кандидати мора да ги преземат, туку треба да ги исполнат општите принципи и европски стандарди. Токму затоа и тешко се одредува колку земјата напредувала во обезбедување на независно судство и владење на правото. По завршувањето на скрининг фазата во која се наоѓа Македонија, Европската комисија ќе ни даде насоки врз основа на кои владата треба да изготви акциони планови, кои ќе служат како патоказ за водење на преговорите. Дотогаш, според извештајот на Комисијата за напредокот на земјава од мај годинава, владата треба да ја спроведува стратегијата за реформи во правосудството и итните реформски приоритети, содржани во владиниот План 18. Планот 18 ќе даде одговор на дел од барањата на Комисијата и Советот на Европа за реформа во два клучни столба од поглавието 23: реформи во правосудството и антикорупцијска политика. Роковите во планот, поставени од владата за динамиката со која ќе се носат измените на клучните закони за зајакнување на независноста на судството и на обвинителството, се растегливи. Некои закони треба да бидат усвоени до крајот на годинава, додека други се со датум од декември 2019. Анализи, методологии и законски измени се предвидени за сузбивање на корупцијата и организираниот криминал, области кои државата се обврзала да ги зајакне. Поглавието 23 е долго и спроведувањето на нормите од него ќе биде и процес кој ќе чини многу пари, зашто Македонија ќе може да користи и европски фондови.